Добар ден, дечиња. Моето име е Патарова Зорица. Денес заедно со мене ќе учите нова наставна единица за 6-то оделение. Јас доаѓам од основното училиште Јохан Хајрих Песталоци од Скопје. Пред да започнеме, ќе ве замолам сите пред вас да си земете тетрадка по македонски јазик, училишната нормално, едно средство за пишување, за да може да се ги забележате главните елементи од оваа лекција или од оваа наставна содржина во тетрадката. Насловот на оваа наставна содржина е видови медиуми. Поточно, ќе учиме за електронските и печатените видови медиуми. Што е тоа медиум? Медиум или јавни гласила е поим кој најчесто се користи за да се означи оној дел од медиумите кои допираат до многу голема публика, вообичаено населението на една држава. Можеме да си направиме една споредба со тоа како цела фамилија ние седнуваме пред телевизор да гледаме нешто, некои вести, некоја серија и така натаму. На тој начин, преку тој медиум, вестите стигаат до поголема публика или до сите во државата. Од каде потекнува зборот медиум? Терминот бил искован во 1920 година со појава на националните радиомрежи и весниците списанијата кои што се користеле за масовна дистрибуција. Видови на медиуми. Уште во самиот наслов напоменавме дека ќе учиме за електронските и печатените видови медиуми. Затоа, постојат два вида на медиуми – електронски и печатени. Да започнеме со печатените медиуми. Печатените медиуми се весник, книга, списание, како и многу други. Од весникот и книгата дознаваме нови информации за земјата и светот. Има повеќе видови на списанија, за убавина, за секојдневниот живот, за политика, за образование, списанија за деца кои што ги добивате во училиште и така натаму. Книгата е најискористениот печатен медиум. Тие најчесто се користат во училиштата и останатите образовни институции, но и во секојдневниот живот. Сите читаме романи, книги, лектири, поезија и така натаму. Сега да преминеме на вториот дел од нашата наставна единица, поточно на електронскиот медиум. Ова е нешто што моментално е најзастапено или најраширено низ цел свет. Начинот на кој што ние доаѓаме до информации е променет за последниве 10 години многу. Ако порано беше нормално да се излезе од саба или да се купи весник за да се добијат информации, сега сите седнуваме на телефон или пред компјутер за да ги добиеме информациите на денот. Се извинувам. Електронските медиуми, радиото, телевизијата, интернетот, веб страните представуваат доста популарен начин за комуникација меѓу луѓето и за добивање информации. Имаме различни видови на електронски медиуми. Електронски списанија, весници, радиоемисии, телевизија и така натаму. Тука можеме да ги спомнеме и блоговите, и подкастите кои што ги прават одредени луѓе и така натаму. Моментално, електронскиот медиум е најпознатиот начин за добивање на информација. Значи, што научивме од денешната лекција? Научивме дека медиумите се делат на електронски и печатени. Во 21. век, иако се уште постојат печатените медиуми, најчесто и најмногу застапени се електронските медиуми. Сега веќе имаме и книги за читање по електронски пат, романи за читање, лектирите сите ни се достапни во аудио верзија и така натаму. А додека печатените, иако не се толку многу застапени, сепак се многу битни и се уште се служиме со нив. За домашна задача, ќе ве замолам да прочитате информации од повеќе рубрики во весници и списанија и да дискутирате за разликите што ги откривте во содржината на текстовите. Можете да искористите и интернет изданија на весници и списанија. Ви благодарам за посветеното внимание, се надевам ќе имате убав ден.